Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, најпрвин пред почетокот на мојот говор да го честитам изборот на сите пратеници на кое што е повеќе од јасно дека ќе биде најкраткиот парламентарен состав во историјата на Република Македонија. Се родија внуци, се надминаа суетите, можевме да бидеме сведоци изминативе денови и во ек на светската пандемија, конечно, за овие брзи и итни избори, 40 скоро денови чекавме Собраниево да почне со работа. Имаше еден процес за кој што сметам дека сите заеднички треба да го поздравиме, а тоа е процесот дека од кога ДУИ постои како партија, за прв пат, може би да кажам, тргнува кон процесот на европеизација, кога се делат ресорите, нема ниту една жртва и тоа е навистина за почит. Навредите на предизборната кампања се ништо друго освен олицетворение на карактерот на оние кои што најдобро се познаваат, а тоа се коалиционите партнери. Ке ми дозволите да цитирам само неколку. Не вредат пет пари, здраво е ДУИ додат во опозиција, ДУИ е канцер, по две раки Зоран Заев не знае што зборува и така натака. Особено ми е симптоматична седнава изјава. Господинот Ахмети за снимката на Зоран Заев, каде што вели дека не вредат ни пет пари, вели вака: не знам дали постои поголема навреда за албанците од тоа тој да рече, ма остави ги албанците, тие се продаваат за пари, ова е навреда се до гробовите на албанците, дај Боже да не е вистина. Па вистина е и дали некој реагираше? Или бенефитите кои што ги нуди оваа коалиција не препознаваат човеково достоинство? Тоа е така изгледа. Повеќе од јасно е дека ова мнозинство ќе биде нестабилно. 62 пратеника не гарантираат дека Собраниево ќе може да одлучува и сите тоа добро го знаат. Ве молам, госпоѓо Шекеринска, не да офрлете од место. Тоа е очаен потек и самиот избор на председател е очаен потек каде што се кршат сите и уставот и деловникот и управни акти. Тоа што е јасно, и еве ке повторам повторно, без разлика колку ве нервира и довекувате од вашите места, е дека кратко ќе трае. Она што е интересно и зошто јас нема да гласам за господинот Талат Џафери, бидејќи со оваа коалиција јас него можам само да го видам како инструмент и експонент на оваа криминална коалиција. Господа од коалицијата, кратко ќе трае. Благодарам, колега, да, Господ, да доживееш, пошто си млад дечко, да доживееш